Почитувани гледачи, еве се враќаме повторно во живо од студиото на МТМ телевизија. Наред е да ви ја најавам и мојата прва соговорничка за денеска. До мене во студиото е господјата Нена Смилевска, координатор на СОС линијата за семено насилство при Организацијата на жени на град Скопје. Добар ден, госпоѓо Смилевска, и добро ни дојдовте. Ви благодарам, добро ве најдов. Така, повод за вашето денешно гостување е реновирањето на транзитната куќа за згрижување на жртвите од семено насилство. Тоа се случи минатиот вторник. Вие повторно ја пуштивте во употреба реновираната транзитна женска куќа. Ајде да објасниме на почеток за оние кои што можеби не знаат од кога функционираше транзитната женска куќа за жртвите од семено насилство. Па јас сега на кратко не би се навраќала многу наназад, бидејќи позад нас е 20 години, сепак не е мал период. Ние сме горди на наша транзитна женска куќа, затоа што ние сме ја создале, затоа што ние сме вложиле своји средства за да тој простор вистински биде наш и да го користиме у максимално хумани цели. Не работеше неколку месеци, бидејќи реновирањето беше во тек. Реновирањето во тек. Голема благодарност до германската амбасада и до Ротари клубот, кои на вистина се потрудија тоа мал простор да го направат едно вистинско пријатно каче за сместување на жени во акутни ситуации, кога вистина се избезумени од тоа што го преживуваат. Мислам дека е вистина преубав. Ние се гордееме со тоа, сите волонтерки, горди сме и сите на некој начин допринесовме некој наш допринос да дадеме, да тоа го средиме што можеме подобро. Така да, оваа линија, како транзитна женска куќа, постои веќе поодамна, повеќе од 15 на години. Така. Самата СОС линија веќе 20 години. Едната година имаме јубилеј, се надеваме дека тоа свечано ќе го обележиме како и сите настани до сега што сме ги правеле. Со тоа што во почетокот, кога ја завршивме обуката и кога бевме први во Македонија, каде што се отвори таква една линија, каде што тоа до сега не го постоеше. И во обуката која поминавме, некако бевме скептични дали некој ќе ни се јави. Со оглед на традицијата, стереотипите на нашата жена, едноставно мислевме дека не знам дали некој ќе се обиде да се јави. И секој ден само тоа не интересираше како се менувавме на дежурство, дали некој се јави. Ако се јави, веќе првите јавувања за нас беа многу возбудливи. В смисол на дека имавме трема, дека едноставно од другата линија имаме јавувачка која нас ни треба некако и она нас и ние неизе, така да низ обуките кои ги поминавме и вештините кои ги истекнавме и техниките за водење на разговори кои тоа секој пат се обновува и многу често ги правиме тие супервизии на нас самите за да видиме до каде сме, што уште треба да направиме за нас. Мислам дека сме на едно доста високо ниво, секој може повеќе и јас сметам дека од таа гледна точка сме технички многу добро опремени и у ресурси, без оглед на социоекономската структура на нашите волонтерки, без оглед на нивните години од помлади и постари и на нивната етничка припадност, мислам дека групата е компактна и опстои сите овие години. Така, а кои се ќе бидат еве придобивките од новиот реновиран интервентен центар за жртвите од семено насилство, односно дали тоа значи дека од сега ќе може да собере повеќе жртви и што точно еве внатре се реновираше да може да им стане појасно на гледачите? Токму така, сето ова реновирање, сето ова да кажам обновување целосно во самиот простор е и од тие причини, за да можеме да згрижиме Што повеќе луѓе. Што повеќе жртви на семено насилство, од причини што до сега највеќе можевме да направиме со мајка која е во прашање со 2 до 3 помали деца или евентуално 2 жени. Сега тој капацитет е зголемен, од 4 до 6 во ситуации можеме да сместиме и тоа за нас е вистински многу и добро е што така нешто постои. Мислам дека во државата се потребни повеќе такви шелтер центри, затоа што сметаме и од искуство наше со кое се занимаваме секојдневно, има потреба од такви шелтер центри. Колку се сега они економски исплатливи за државата, тоа понатака ќе се произнесе Министерството за труд и социјална политика, меѓутоа ние сметаме дека се уште имаме малце шелтери за таков вид на спестување на жртви на семено насилство. И сега со самото ова самото каче е преубаво, дава толкова една топлина,
една атмосфера домашна, една интимност и што е најважно за гарантирана безбедност и во една таква средина е кај што стварно може жртвата да се чувствува многу безбедно и сигурно. Така да се надеваме дека во идни највеќе се отворат и повеќе вакви транзитни куќи за сместување на жртвите од семејно насилство и дека здравје ќе проширите и вашата транзитна куќа, па ќе може да пружите помош на сите оние кои што им е најпотребна во овој случај. Споменавте веќе на самиот почеток дека реновирањето на транзитната женска куќа е резултат на донации. Ја споменавте германската амбасада, кој се друг донираше за подобрување на условите за жртвите од семејно насилство? Освен германската амбасада, во пресред сега во последното реновирање излезе и Ротари клубот. Буквално тамо изреновирано се. Од подот, од изолација, од прозорци, од водоводна и електроинсталација, од мебел, од се она што е потребно за едно, да кажам, нужно сместување каде буквално постои се. Порано сме имали донации во храна од Веро и Тинекс. Се надевам дека сега ќе ги обновиме тие соработки, бидејќи стварно ни се потребни. Имаме потреба кога ќе сместиме да она има и што да касне и со што да се измие, тоа ни е многу битно, и препарати за лична хигиена, разни препарати за домаќинство што се потребни и неопходна е храна. Особено прашање кога се мали деца, тука посредуваме и со здравствени некои установи, каде имаме жена која има мали деца, каде им е потребна лекарска помош, и таква соработка имаме и се надевам дека тоа ќе го продолжиме. Имаме соработка со полициската станица на место на станот и со центрите за социјална работа из цела Македонија, па и со нашиот центар у Скопје. Така, во вашата организација имате, како што споменавме на самиот почеток, и 24 часовна отворена SOS линија на која што вие воедно сте и координатор. Кажете ми, имаат ли навика луѓето да пријават семејно насилство, без разлика дали станува збор лично за семејно насилство врз самите јавувачи или да пријават примерно семејно насилство врз некој друг? Колку често се јавуваат и колку подобрена ситуацијата во тој поглед од минатото до сега? Многу е подобрена. Многу е подобрена и самата свест, да кажеме на граѓанска свест кај луѓето, е качена на едно повисоко ниво. Имаме многу јавувања каде од комшиите кажат дека има таков и таков случај, каде се случуваат, каде сакаат на некој начин да помогнат, каде се тие луѓе загрозени, како би можеле да им помогнеме, што можеме за нив да направиме. Така да не само од жени жртви на семејно насилство се јавуваат и нивни блиски роднини, некои од фамилијата, од семејството, од околината во која се окружени, така да јавувања вистински има. Само тоа што го напоменав преска дека свеста кај луѓето е крената за оваа проблематика и ние сме организација која е родово сензибилизирана, значи не правиме разлики кои се јавуваат, тој што има потреба сигурно ќе ни се јави. На сите што се јавиле сме им кажале што е нашата помош и што можеме да пружиме, каде да ги упатиме и што они со тоа можат да добијат. Секој пат се оди на тоа да се направи толку колку што самата јавувачка од нас ќе посакува. Затоа што има јавувачки кои ќе речат сакам да преземам она што ние ги нудиме, има јавувачки кои ќе речат не само сакам да се информирам. Така да основното правило на нашата организација е доверливост, пред се и анонимност, така да никој пат нема да прашаме кој се јавува, за годините, за место на живењето, за името или било што, доколку они сами не сметаат дека тоа треба да го кажат. Од јавувачките кои ќе сметат дека треба понатака да се преземат активности, било за бесплатна правна помош, било за психосоцијална поддршка, било за разговор за поддршка и самата самодоверба која ќе ја кренеме кај нејзе, она едноставно она не води и кажува што сака. И ние тука знаеме дека сме успеале. За разлика од други кои ќе каже што вие може да ни помогнете. Ние ќе ви помогнеме тоа што вие сакате. Така. Што го бараат, што им е потребно на самите јавувачи, тоа и го нуди Организацијата на жени на град Скопје. Дали можеве да ни кажете процентуално колку жени се изложени на семејно насилство секоја година и најчесто на која возраст се тие? Ние минатата година 2012 имавме 2172 јавувања.
Така. Тие јавувања не се секој пат само за физичко насилство, имаме разни типови на јавувања, дури некои за кои не сме остручени, така да меѓутоа сите ги евидентираме као јавувања на нашата линија. Најголем процент од сите тие јавувања е процент на жени. Процент на жени кој ќе кажам, ние тој процент го делиме во неколку тие категории. На оние помлади од 20 до 35, од 35 до 45 и од 45 до 65, иако ги имаме и од 70-75 години, меѓутоа најголемиот процент е на групата жени од 45 до 65 години. Тука имаме некоја наша статистика која правиме најголем број на јавување и најголем вид на насилство и што е загрижувачко да сите тие ќе кажат дека се 10, 15 и 20 години жртви на семејно насилство. Значи, они веќе живеат со тоа, навикнати се со тој тип на насилство и еден момент почувствувале дека тоа веќе излага од кај нив и сака да го споделат со некого да кажат, меѓутоа голем број од тие жени бараат и наша помош. Со тоа што ќе речат сакам да се разведам, да бидам згрижена, што можат центрите да направат за мене, полицијата, медицинските установи. Така да таа група на жени од 45 до 65 и кај нас највомила. Додека помладите девојки и млади брачни парови каде што ќе се појави кризата делуваат веднаш. Така. Веднаш делуваат, не се срамат да кажат тоа што им се случува и што е нормално и што треба да се каже. Само така може да им се помогне. Меѓутоа жени кои мислат дека они не кажале и дека никој не разбрал. Обично тоа во комши, во фамилијата се знае, она мисли дека никој не знае. Тука е големата грешка и на тоа го трпи, голта и тоа и се одразува на здравието, на односот во семејството. Тие деца кои се на помала возраст се истрауматизирани во такви семејства. И од нашите долгогодишни статистики произлегло дека од така дисфункционални семејства машкото дете го зема моделот од таткото и станува насилник, а женското дете на мајката и си дека треба да ќути и да трпи, што понатака негативно се одразува на средината, на децата и врз нивното здравје лично. Така. Кажавте дека најмногу се јавуваат жени од 45 годишна возраст, оние помладите се јавуваат нешто порано, односно не трпат семејно насилство. Дали тоа значи дека е подигната свеста кај луѓето до едно доста високо ниво? Да. Во однос на она како сме почнали, сега е веќе на високо ниво. Не е ова табу тема, не е овој проблем за кој не сме како порано да се зборува дека тоа е нешто што останува во кругот на семејството и за тоа не треба да се разговара. Насилството е општествен проблем, што едно здраво семејство е едно здраво општество. Тука и општеството се уклучува во решавање на тие проблеми, така да помладите свеста и кај нив крената на повисоко ниво и од образованието и во Така, имате и вие секојдневно многу активности со кои ги охрабрувате еве сите жртви кои што се на семејно насилство да се обратат до вас или до другите институции кои што се одговорни во вакви случаи, па се надевам дека сето тоа довело до едно подигнување на свеста кај самите граѓани. Да, сигурно. Јас мислам дека е така, кој е битно и досега сме имали многу настапи во разни медиуми, многу манифестации. Так. Особено најголем број на јавувања од 11 до 30-35% е зголемен во периодот кога течат 16 светски дена за борба против семејно насилство, негде 25 ноември, 10 декември. Самата кампања која трае и која ние редовно ја пратиме и каде земаме учество, правиме некои наши истражувања, правиме проекти каде разговараме со родителите, со воспитачките во градинките, во училиштата, едноставно како еден вид на превенција, зашто сметаме дека превенцијата е подобра да се направи и да има ефект отколку кога ќе дојде да се случи насилството. Многу е побитно да се збори за превенцијата, многу е битно да се каже дека 2004 веќе и кривичниот закон е сменет во поглед на семејното насилство, каде веќе судиите издаваат веќе времени мерки, што е веќе охрабрувачко и за нас после толку години кои сме допринеали на некој начин тој закон да се смени, бидејќи сметавме дека и сега сакаме да направиме промена за да насилникот биде тој кој ќе треба да го напушти домот, а да жената остане една природна средина преди децата кои се родени тука, кои се у блиските училишта или градинки, за да она остане во домот.
Така. Постојано зборуваме од почетокот на разговорот, ги споменуваме жените како жртви на семено насилство, меѓутоа интересно ми е да ве прашам и што е со мажите, дали во последно време и тие се јавуваат како жртви на семено насилство? Да, последниве 3-4 години имаме мажи кои се јавуваат дека се жртви на семено насилство, меѓутоа не во таков вид како што е со жените, без нив нема физичко насилство, повеќе на некој начин физичко или вербално насилство, каде жената е економски помоќна, повеќе заработува, посна одлива е, сите работи околу куќата и одевањето и организација на животот се на нејзина страна и од тие причини можеби е посилна и смета дека некои работи кај мажот не се во ред и од тие причини смета дека трпат на некој вид на насилство. Помали е бројот, или барем на ние што се јавуваат, меѓутоа како беше некој 2 или 3%, сега веќе е 13%, што значи свеста е крената кај нив. Јас си напоменав и преиска дека сме ние родово сензитивна организација, така да тука немаме разлика помеѓу мажи и жени. Постои исто сега ситуација каде мажите се јавуваат кога трпат насилство од своите деца, обично си тоа синовите, кои што се зависници од алкохол или дрога, и тамо се вистински изложени на и физичко и психичко малтретирање, каде и полицијата веќе интервенирала еднаш-два пати. Проблем е тука што не може да се ги отстранат од дома, не можат они да ги пратат на лекување, тоа иде само по судска одлука, ако има некој кривично дело, или по слободна волја на насилникот. Така. Има ли место и за мажите во транзитната женска куќа? Ако се укаже прилика, зашто да не? Сигурно не би рекле не може затоа што сте вие маж. Сигурно дека би сместили, ако направиме проценка дека има потреба од такво нешто, сигурно да. Така, досега сте имале ли случај маж да побара да биде згрижен во женската транзитна куќа? До сега не. Така. Каква се помош им нудите вие како организација на жртвите кои што ќе дојдат во транзитната женска куќа? Па оној момент кога првичниот разговор ќе го направиме и за кој сметаме после тој дека треба да се биде згрижена во нашата транзитна женска куќа, е она самодоверба која ќе ја кренеме кај нејзи. Затоа што таа мисли дека е таа крива за се што се случува, дека таа пати од некој комплекс на пониска вредност, дека се срами и дека чувствува страх. Прво работиме на тие причини за да може да ги тргнеме, да ја објасниме, да ја кажеме дека тоа не е така и дека она не е по нејзина вина жртва на семејно насилство, а потоа ќе кажеме дека може да им помогнеме, бидејќи у нашата група постои волонтерка која е психолог, кој ќе поработи со нив, со жртвите на семејно насилство, имаме социјален работник кој ќе поработи, поново имаме центри за социјална работа, полициски станици спомнат, каде што ќе се пружат низа институционални мерки за заштита. Така, колку време еве жртвите од семено насилство можат да се задржат во транзитната женска куќа? Има ли одреден временски период кој што е дозволено да престојуваат таму? Ние сме се декларирали дека ќе ги сместуваме од 24 до 48 часа, меѓутоа тоа никогаш не е фиксно, затоа што може да падне викенд во меѓувреме, па да падне некој празник, па до моментот центарот не може да ги згрижи од друг шелтер, затоа тоа имаат продолжен престој во самата наша транзитна куќа. Никој пат не сме рекле дека 24 завршува или 48 завршува, од потребите докад не најдеме соодветно прифатилиште, никогаш не сме затвориле врата. Така, дали планирате некои други активности во врска со жртвите од семено насилство во скоро време и дали може би да очекуваме во скоро време уште отварање на уште еден центар за згрижување на лицата? Ние би сакале да постојат повише шелтер центри, ја тоа го спомнав. Нашим лично како организација сигурно би допринеле да можеме да сме во некои подобри услови за можеби уште еден простор кој би бил наменет за сместување на жртви од семено насилство. Искрено би сакала да има што помалце насилство, меѓутоа кога е тука да некој начин да ја помогнеме. Сега преговараме да пружиме бесплатна правна помош. Тоа ќе ни биде од голема корист, бидејќи најчесто жртвите кои ги сместуваме се невработени, без парични средства, каде што на некој начин треба да се стави во еден колесек каде полека работите треба да ги редиме и затоа сметаме дека таа бесплатна правна помош би била од големо значење. Тоа ни е сега у план и би сакале што поскоро да може да го
оствариме. Така, госпоѓа Смилевска, бидејќи немаме уште многу време, толку ни дозволува нашата емисија. Еден апел да упатиме до сите граѓани со цел да ја подигнеме нивната свест за жртвите од семено насилство. Јас прво кажала како една порака, значи не се сраме, никој нека не се срами да пријави на оно што се случува. На секој од нас може да му се случи насилство. Затоа отворено треба да се разговара, да се пратат законите, да се види што е тоа што може и каде може да се заштита, каде може да им се помогне. Едноставно, свеста да се креира на едно повисоко ниво. Тоа е еден проблем, како и сите други проблеми што ги има општеството и кој мора да се реши. Насилството постоило и од порано, постои и сега, постои во високо развиени земји, меѓутоа се отворено се зборува, стоиме тука да помогнеме колку што можеме, мислиме дека ќе се екипираме и малце повеќе, сакаме малце и млади да внесеме во самата да станат операторки. Јас се надевам дека ситуацијата ќе оди сигурно на подобро. По природа би требало такво нешто да биде. Иначе насилството не можеме да го искорениме. Би сакала да апелирам само на свеста, не е потребно да се премолчи една шлаканица, еден удар, никој пат. Така, тоа беше еден прекрасен апел. Може би не можеме да го спречиме, меѓутоа можеме да го намалиме благодарение на вакви разговори и благодарение на подигнување на свеста кај самите граѓани. Јас искрено се надевам дека овој наш разговор го следеа и доста мажи и дека тоа допре и до нив и секако да допре и до подигање на свеста кај самите мажи кои што во најголем процент се предизвикувачи на семејното насилство. Госпоѓа Смилевска, јас ви благодарам за вашето денешно гостување. Се надевам дека ќе имаме уште вакви гостувања, бидејќи ова е една широка тема за која што вреди да се разговара, ако не и секој ден. Благодарам за поканата. Почитувани гледачи, вие не останате со нас. По кратка пауза се враќаме повторно во живо студиото на МТМ телевизија.